Ние имаме горе-доле редовни регуларни следби со амбасадот на Соединетите Американски држави. Ги разговараме случувањата на политичката сцена, состојбите во опозицијата и се разбира не може да се избегнат ни разговорите за состојбите во општина Центар. Она што го разговаравме, освен дали продолжуваат случувањето во општина Центар, е што планира опозицијата, понатаму која е стратегијата на опозицијата и што ќе биде нашиот одговор во однос на бојкотирањето на седниците на Собранието на Република Македонија. Што му кажавте вие за овие прашања? Јас ја кажав мојата загриженост за стратегијата која што гледам на владата, да секојаш кога ќе се појави некој проблематичен период за нејзе, некој проблематичен настан или ќе биде најавен во Македонија или ќе излезе апсење на суди. Не е чудо во Македонија ебола се појави кога треба да исклучи некој негативен извештај за владата, за државата. Така да гледам по најавите на стратегијата на опозицијата за изнесување на одредени материјали, гледам дека се активира она што е најпроблематично кај нас, што е многу осетливо како тема, тоа се интеретничките односи, релациите, гледам најави за некакви конфликти, се плашам. Се надевам дека тоа нема да биде така, се плашам дека тоа ќе биде одговор на владата на она што го спрема опозицијата во наредниот период. Мислите на Илирида? Мислам на сите најави дека има тензи, дека веќе се спремаат. Ги гледам тие најави. Знам дека имаме работа со влада која што е спремна да направи секаква стратегија само за да го одвлече вниманието од она што неизи се случува. Што ќе направи опозицијата, каков ќе биде одговорот на владата, ќе покаже наредниот период. Имавте ли средба со Заев и дали е точно дека има пратеници кои што наводно се предомислуваат од коалицијата? Немам информација дали е тоа дефинитивен став на некои пратеници. Ние утре ќе имаме средба повторно со господинот Заев. Нема зашто да не бидете информирани. Меѓусебно ќе си кажеме до каде какви се размислувањата на нашите пратеници, па ќе видиме што ќе стане. Мене ми е многу битно да соопштиме дека и да има такви пратеници, не велам дека нема, гледам некои даваат изјави, се горди што се во собрание, беа на листите на нашата коалиција. Тоа не треба да влие на одлуката на опозицијските партии, затоа што не може некои поединци да држат во заложништво цела опозиција, ако држат опозицијата во заложништво, држат и целата политичка состојба во Република Македонија. А конкретно Добро, знаете дека не е коректно да се коментираат изјави, особено после ваков тип на средби, така да тоа ќе оставам тој да го каже. А конкретно пратениците од вашата партија, нивниот став во поглед на враќањето во собранието? Нашиот став е јасен. Ние ќе почитуваме одлуката што ќе донесеме генерално и тука не би требало да има никакви поместувања на стратегијата. Пак велам, не ги делам во овој случај пратениците на СДСМ, ЛДП, НСДП. Сакам да се излезе со една конкретна, јасна стратегија која што ќе остави, која што ќе прати порака кај гласачите, кај граѓаните дека си има концепт. Лошо ако опозицијата прати порака дека нема концепт, тоа е многу лошо.